Каков ден? Какви информации, какви знаења? Денеска Драгиша ни е фрли ръкавицата во лице на сите нас. Бизнисмени, менаджери, вработени, пред се луѓе. Ќе треба да најдеме одговори како се тоа да се имплементира во секојдневниот живот, во секојдневното наше работење. Денеска сторителинг по прв пат во една ваква форма. Пак денеска ќе ве водам јас, Венцо Ѓоргиевски, заедно со Деспина Жупан, која е тука позади мене, ја кријам, нели? Така, пред се едно големо благодарам на доктор Гилберт Центарот, за оваа можност со заеднички сили да оваа панел дискусија претвориме во уште еден успешен сторителинг. За тие што прв пат се среќаваат со сторителинг, тоа е бизнис подкаст кој го покренавме и до сега веќе имавме еминентни гости. Верувам дека после овој настан ќе имате прилика да погледнете некои од епизодите на подкастот. Така е. Може? Океј. Ајде вака, за почеток, значи, се одлучивме да се повикаме на еден наш виртуелен зајак, кој го пуштивме во дигиталниот свет да трча. Таму, тој зајак веќе брои повеќе од 500.000 прегледи, така да може веќе некој од вас да го видел. И целта на тоа е да ја отвориме темата бизнис со цел. Да ја доближиме темата до гостите, нели, до панелистите, за да полесно понатаму комуницираме. Така е. За почеток да започнеме со овие 60 секунди. Во Кина на саем, македонецот извезува колбаси од зајачко месо. Кинезите се големи љубители на такви животни. И вели овие зајаци се ставени во колбасите. Да, вели, од каде има Македонија толку многу зајаци? Колку тони сакаш ти месечно? 800 тони, нели? Нема проблем. Добро, од каде толку зајаци? Пак кинезот, нели, упорен. А вика, знаеш како не ставаме се ве зајачко? Пола. Па што ставате? Па свинско, вика. Па како пола? 50% свинско, 50 зајачко? Не бе, вика, една свиња со еден зајак. Чека, па зајакот не се ни чувствува во кобасицава. А затоа и него ни ставаме. Што ти е зајак во кобасица? Тоа е македончето се снаоѓа. Македончето се снаоѓа, вика Ромео. Денеска тука ќе имаме 5 топ менаджери од врвни македонски, ја би рекол, и регионални компании. Би почнал со Маја Станковска од Кроација осигурање, како единствена жена овде, да ја дадеме посебно чест на нејзе. Понатаму од главата на македонскиот бизнис, нели? Господинот Бранко Азевски од Стопанската комора. Тука е и Петар Денковски од Верополос. Сашко Блажевски од Нелт. И Бранко Грагановиќ, веќе свативте која фигура е која величина. За почеток, да тргнеме од највисоко ниво. Господине Азевски, цел ден го слушаме Драгиша како зборува за послување со сврхоме на српски, на македонски, малку тие преводите не се баш можда најлесно да се преведе таа сврха. Бизнис со цел или бизнис со причина можда повеќе. Колку македонскиот бизнис оди напред со некаква причина, со некаква цел, со некаква стратегија? Имаме ли ние стратешки пристап? Овие наши кажувања. Многу пати сум повторувал дали Македонија има структура на бизнис. Јас ги познам практично сите компании во Македонија, сите преамбициозно да се каже, али ги познам најголемиот број. Мислам дека таква структура простои на 300 до 500 компании кои работат по врвни европски критериуми и номенклатури. Мислам дека на таа структура, ако сега државата се обиде да ја даде сила, да ја потурне напред, да изгради единство кое што ние го бараме како најголема бизнес заедница, многу работи ќе бидат поинаку поставени. Меѓутоа морам да ви кажам дека тоа е тешко. Дека тешко оди тоа усогласување, затоа што покушаваме ние да направиме амбиент во наредните 10 години да се бизнис остави во центарот наместо политиката, меѓутоа тоа е исклучително тешко. Така да мислам дека тие 300 до 500 компании се моторна снага,
Моторна снага на македонската економија се и страните компании кои што се тука, кои што имаат технологија и кадар и така натаму. Така да јас се надевам дека сето тоа е доволно, уште да убедиме државата и сите субјекти да бидеме заеднички на тој пат. Да, како што започнавме, нели, бизнис со причина, бизнис со цел. А јас би започнала еве повторно од Маја, како да ми еве да ја отвориме и таа тема за причините во осигурителниот сектор, односно која е причината за постоење на осигурителната индустрија. Се зборува дека осигурувањето се случило спонтано, уште одамна. Дека луѓето се собирале во заедници па за да си помогнат едни на други, се случувале немили настани на близок, пријател, комшија, роднина и така натаму, па целта била да си помогнат едни со други од хумани причини. Ајде да видиме дали и во овој модерен свет денес осигурителната индустрија причината за постоење е таа хумана цел, односно солидарноста, или можеби некоја друга причина? Благодарам за прашањето, особено и драго што ја отвориш прашањето на осигурувањето, зашто што е црката во целта осигурувањето. Да, како што сами кажавте, дека која е причината, многу одамна нима се собрале одредени луѓе кои што сакале сами себе се заштитат во одредени несакани ситуации, да, како основна цел и сега е исто. Значи, ние работиме со цел да ги заштитиме нашите клиенти, односно го преземаме ризикот. Тоа е нашата единствена задача да го преземеме ризикот. И во одредени несакани ситуации, тие кои што ќе имаат некаков ризик, кои се реализира ризикот да го покриеме. Односно, ние обезбедуваме сигурност. Нашиот производ не е видлив, не може некој да го види кога купува, се заснова доверба, значи таа доверба која што градиме со нашите клиенти и нудиме сигурност и доверба во нашите производи, тоа уште и сега така функционира. Зошто сликата за осигурителниот бизнис кај обичниот човек не е толку хумана? Видите, во нашава земја се уште, па може да кажеме во регионот, не е многу поразлично. Тоа е светски проблем, не е македонски. Сега не збориме за македонскиот проблем. Светска една перцепција е околу тоа осигурувањето. Понатаму малку изборевме за банките. Нели Бранко, после ќе разговараме и за тоа, дека тој финансиско-осигурителен сектор има некакви проблеми во коренот. По мене се е во комуникацијата, односно во традицијата за поседување на ваков тип на производ, кога, еве, пример, кај нас ние, кажем, сега почнуваме да градиме традиција на осигурување. Ќе зборам за животно осигурување, постои многу кратко, значи веќе се првите договори кои што завршуваат, така да таа традиција и тоа искуство кое што се пренесува во нашето општество е клучно и за да се промени перцепцијата од една страна за осигурувањето, од друга страна и комуникацијата, односно сметам дека и ова, еве, денес што отвараме темата, треба да комуницираме која е целта и која е додадената вредност што ние ја креираме за клиентот. Тука е клучно. Ние не продаваме производ, туку треба да дадеме вредност на клиентот за да го поседува тој производ. Да. Тоа е комуникацијата. Слободно. Секој може да се вклучи во било кој момент. 42% е сивата економија во држава. И све е кажано. Како бизнес, нивниот бизнес не може да оди напред. Кој имаш 42% сива економија. Треба да се бориме да нема. За зајагот не широв да кажам. Еден ден сега случајно велам на шоферот, оди купи ми фармерки, во живот не сум купил само фармерки. И ми дава некоја сума на пари, што е еднаква на 2 килограми сирење. Пошто на пазар одам и знам колку се цените. За да се произведат фармерки, добро знам дека треба фабрика, машини, луѓе, репроматеријали. А за да се произведи 2 килограми сирење, треба една када обична дома и млеко. Зашо така екзистираат цените? Тоа е клучното прашање. Зашто имаме ситуација со енергетската криза ланска година, цените на струјата беа 10 пати поскапи. Сега имаме ситуација да не е така, а цените останаа исти. Тие се клучните прашања на македонската економија. Ако се тие клучните прашања на македонската економија, вие доаѓате од една институција која што треба да има силно влијание, или ние како бизнисмени сите заедно ако се здружиме,
Сето тоа би требало на едноставен и лесен начин да се реши. Што е причината да оваа наша Македонија не може да тргне малку? Не гласаат на изборите бизнисмените, работниците гласаат. Мислите дека решението во изборите? Не знам јас. Решението во Ајде, тоа... ќе дојдеме може да одговорите погасно. Решението е во тоа која има власт и како ја употребува. А власта ја даваат граѓаните. Така, ќе дојдеме погасно низ разговорот за тоа прашање. Да. Господине Грагановиќ, кога зборуваме за осигурување, ја не можам да не зборам и за банкарство. Некако тие два сектори ми се толку блиски, дури испреплетени, дури можам да ги третирам како еден сектор. Ако обичниот човек има негативни емоции према осигурителните компании, према банкарските емоциите према банкарството се во ситните букви. Како го објаснувате тоа да банкарството исто има една свој корен на почетоци каде што требало да помогне на бизнисот, им требало да им помогне на луѓето? Зошто се во овие драматични времиња се менуваат тие односи? Малку зборувавте пред малку на панелот, ама да ги повториме овие работи за подкастот. Мислим, велико je pitanje, zaista je veliko pitanje. Ali recimo jedan način jeste, mislim, odgovornost jeste pre svega, ja mislim, na našoj strani. I mora da bude na strani bankara i bankarstva. Znači, mi moramo da osetimo svoju odgovornost za taj brand koji u ovom trenutku jeste takav kakav jeste i mi moramo da pokrenemo sve što je potrebno da probamo da promenimo taj branding u nešto što je zaista bazirano na finansijskom zdravlju naših klijenata. Ali recimo potpuno u marketing, ima sigurno puno marketingaša ovde. Mislim, mi zaista definišemo naš brand još uvek kroz novac. Ako pogledate potpuno profesionalne, hoćete dobronamerne komunikacije, marketinške, bankarske, one su još uvek na neki način, na taj ili onaj način komunicirane kroz novac. Znači, to su komunikacije koje nije da ne žele svrhu, smisao u biznisu, ali je ta navika toliko jaka da jednostavno, mislim, i da je ušla na mala vrata u te svakodnevne komunikacije i nekako i nikako da se rešimo tog. I sve ako se mi brendiramo kroz novac, teško ćemo da promenimo branding industrije. Drugi deo je vezan na ono što je zapravo indirektno rekao i Branko, a to je ta naša vezanost te industrije na politiku i na neke strukture moći i činjenica da su ta logika banks are too big to fail. Mislim, ono što je činjenica da banke jesu prevelike da propadnu, zato što cela ekonomija visi na njima. Ako smo mi nelikvidni, svi vi ste nelikvidni i sve vaše firme su nelikvidne. Znači, banka banka po definiciji je too big to fail i nije problem što je banka too big to fail. Problem je kad postanu bankari too big to fail. I to je ono što napravi problem. Zapravo, nije problem što su banke too big to fail i prevelike, problem je što se dešava da su bankari too big to fail i kad uđe taj interes u celu priču, onda zaista nastane problem i otvara se prostor koji onda otežava ovaj rebranding o kome pričamo. Сега, да направиме било каков бизнис, а поготово да се направи логистички бизнис или трговска мрежа, невозможно е без банкарство и без осигурителни компании. Колку год да видиме ние со негативни емоции према тие две индустрии се главната потпора за секој тој бизнис. Логистика да направите без осигурување, можно ли, Сашко? Добар ден на сите. Чувствувам потреба прво у една минута да го представам Нелт, заради тоа што сите фирми тука се многу да кажам, познати. Нелт е регионална компанија во приватна сопственост, која што во
2022 е една од 50 компании од Адриатик регија по сите параметри и во 2022 во Централна и Источна Европа во првите 500 компании со 5300 вработени. Ние сме тука керка фирма на Нелт група. Зашто го кажувам ова? Не само ради големината, туку дека сите мои поенти и размислувања на овој панел денеска ќе бидат дека јас имам работено и во компанија со тројца вработени, и во маркет со 15 вработени, и во фирма со 150 вработени, сега работам во фирма со 300 вработени која е дел од група. Не сакам да влегувам у стереотипи дека кога некоја фирма е голема, многу е полесно да направи некои работи. Зашто? Заради тоа што некако у Македонија си трпиме од тоа дека сме мали, дека ни е тешко, дека не можеме. Не можеме, само треба да ги правиме работите на вистински начин. Сега Венци одговор на прашањето. Не, сигурно дека не може, без банките, без осигурителните компании, без нашите ритейлери, добавувачи, да соработуваме и ние соработуваме со сите нив. Важноста на дистрибуцијата и логистиката се виде особено во една корона криза, што значи supply chain-от и што значи ако таа алка на supply chain не функционира, полиците во маркетите се празни и не е битно колку пари имаме кога немаме што да купиме. Свесни сме за сите ризици, се осигураме заради тоа што живееме со ризиците и соработуваме со банките заради тоа што имаме еден галопирачки тренд од кога постои Нелт годинава 30 години јубилејна на континуирано инвестирање во процесите, во вработените и во обезбедувањето на растот. Петар, и сега логистиката ќе ги донесе производите, ќе ги осигурате, ќе најдете финансии да ги платите на добавувачите. А што е причината да постојат трговските ланци? Као прво, би сакал да искористам приликата да ги поздравам сите присутни и драго ми е што вака гледам млади и луѓе кои што се желни за учење и за надоградување. Да се заблагодарам на Драгиша и доктор Гилберт Груп што не покани да бидеме дел од овој семинари. И сега не да звучи као клише, навистина ми е чест и задоволство што бев денеска гостина самиот семинар и на оваа панел дискусија и уживам во тоа. Сум бил на повеќе семинари и сум учествувал доста на семинари, али можам да кажам овој семинар, јас сум прв пат на слушањето на предавањето на Драгиша, не сум 15 пат као колешката што кажа пред малку и сваќам зашто 15 пати мисле дали не запамтила доаѓа повторно да слушне нешто ново, али од суштина тоа што Драгиша верувам го пренесува секој пат нешто ново и уникатно, зашто мислам дека тоа е неговиот стил, али тоа што ме воодушеви не е секако ја очекував и ја видов и добро да се види неговата енергија што ја пренесува на публиката, пошто сум ги читал неговите книги, али не сум гледал уживо и стварно беше да кажем убаво да се слушне, али нешто што ме предизвика и што ми се допадна е тоа што сето тоа што го кажуваше всушност ни се случува нас во праксата. Зашто многу пати ние доаѓаме на предавања, теоретски предавачите ни кажуваат бајки, слично, сите кливаме со глава, да, што е убаво тоа. Ке користам еден израз на Бора Чорба рокерски, ја употребам, љубов е лепа, али мало е другачи у пракси. Мислам дека така беше песмата што идеше. Така да, ова беше едно предавање за мене добро, пошто сето тоа што го збореше Драгиша всушност нас не се случува во реалноста. На крај викам дали ќе прекине Драгиша, нема ништо да остане за нас да кажеме нешто ново, све кажа Драгиша, така да не се повторуваме, али добро, ќе најдеме нешто да кажеме. Еве, ајде да го слушнеме твоето размислување. Причината за постоење на трговските ланци во модерниот свет. Дали светот може да обстои на ова ниво на кое што е донесен, без трговски ланци, знаејќи историјата на човечанството каде што сме живееле нашите предци апсолутно без да имаат ни осигурување, ни банки, ни трговските ланци постоеле, ќе постојат и во иднина. Можам да кажам дека трговските ланци се една од дејноста која што се многу малку подлежни на промени. Ако се сеќавате, може и пред 10 години ланците беа слични со мала модернизација
и така се и сега. Веројатно, како сите промени во општеството и трговските ланци ќе доживеат промени, али некако во нашата дејност некако тоа споро се случува. Трговските ланци се тука за да им служат на потребите на потрошувачите, да ги задоволат потребите на потрошувачите. А ние сме тие кои што се трудиме тоа да им го возможиме на лесен, приступачен начин и да ги задоволи нивните потреби. Така да верувам дека ќе ги пратат модерните текови, ќе се реорганизираат, напредуваат, но не очекуваме некои драматични промени. Ја гледаме присутноста на модерните e-комерц, развивање и слично, али ќе збориме понатака за сите тие работи. Пред се мислам дека и тука темата е човечкиот фактор и нешто што ние треба да разговараме на таа тема, кој што голем дел од темата беше покриена од Драгиша, али еве можеме и да кажеме моje мислење, не знам како иде. Всушност ние кај нас ние сме трудно интензивна дејност, всушност сме фирма како што Саша представи неговата фирма, мислам дека за Веро и Джамбо сите добро знаете. 26 години сме на пазарот и имаме околу 1200 вработени. Значи голема сме фирма со голем број на вработени и нашиот најголем алат и нашето најголемо орудие се вработените. Значи тие со кои остваруваме ние резултати се вработените. Затоа јас вака го размислувам, тоа е моје лично размислување, после ерата на машинството, на машините, на компјутерите, информатичката ера, сега иде ера на човекот. Значи човекот пред се. Зашто ние као дејност која се занимаваме со малопродажба, мислиме дека во иднина разликата, како што реков претходно, мали се разликите помеѓу модерни новости во нашиот бизнис, значи разликата ќе ја прави човекот. Доколку ние тоа го препознаеме во тој бизнис и вложиме максимално напор да човекот го издигнеме изнад сето останато и пружиме таква можност како на вработените, на потрошувачите, ние ќе имаме успех во работењето и ќе имаме напредок. Така е. Сега кога сме кај луѓето, Драгиша често повторува дека во машинскиот парк во компаниите, каде ги држи тренинзите, се е перфектно. Но ајде да видиме што е со луѓето. Каде се луѓето? Слободно. Јас малце ќе бидам од страната на вработените, иако сум менаџер, заради тоа што сакам малце критички према менаџерите и према бизнисмените да постапам. Технологија, машини, луѓе. Машините и технологијата, како никогаш до сега, се моќни. Динамиката со кој што се развиваат ќе бидат уште помоќни и ние на тоа не можеме да влијаеме. Но можеме да влијаеме на луѓето. Петар што кажа, луѓето се тие што ќе треба да променат. Ако се вратиме пред 30 години наназад, еден шофер на камион со возачка од С категорија можеше да прехранува семејство. Пред 20 години некој што научи на компјутер и на Excel до ден денеска заработува плата. Но каков е менталниот склоп на нашите вработени, како ние како менаџери ги тренираме за технологијата која што брзано доаѓа, тоа е клучното прашање. Значи, што е тоа што ние како менаџери успеваме кроз денешнава технологија да го правиме со нашите вработени, да ги едуцираме и за да ги спремиме за времето кое што доаѓа. Тоа доаѓа, поишто сигурно. Тоа исто како да кажеме сега дека пред 20 години некој ќе кажал не треба Excel, што ќе ни е интернет и така натаму и да живееме со такви вработени. Ние треба сега и лично и дома семејството и вработените да почнеме да ги едуцираме како да поставуваат прашања на вештачката интелигенција, како се комуницира со незе, како на најоптимален начин да дојдеме до одговорите, за да може да почнеме што полесно да ги пременуваме во пракса. Мојот совет кон вработените наши, мојот совет кон моите познаници е дека треба да почнеме да живееме со тоа. Ако тоа го игнорираме, ќе биде подеднакво исто како да сме игнорирале нешто пред 20 години кога излегол Microsoft Office, кога излегол интернетот и така натаму и така натаму. Луѓето али луѓето на каков начин и кој е лидот ние како менаџери кој што го правиме кон нив и што е тоа што ние им овозможуваме за да они бидат свесни за тоа и начинот на кој што тоа го прават. Да кажем нешто што сам заборавил да кажем у презентацији, пошто еден слайд ми е изашao во задниот тренутку. Традиционалne корпоративни култури запаро третирају запослени као таоци. И оно што се менја
u ovoj situaciji nije to što je nekad nije bilo. Nije bilo potrebe po svrsi, pa sada jeste odjednom svrha, nego relativna pregovaračka pozicija korporacija pada u odnosu na zaposlene. Pada zato što ima sve više kompanija koje posluju drugačije i pada zato što su vrednosti druge. Ljudi, posebno mlađe generacije, više ne funkcionišu toliko po principu karijere, nekih monetarnih ciljeva, nego imaju neku drugu vrednostnu strukturu koja, zaista objektivno smanjuje pregovaračku poziciju korporacije i ono što je korporaciji tradicionalno omogućavala da de facto tretira zaposlenog kao take it or leave it, de facto taoca. Tako da tu je velika promjena i tu moramo i mi da shvatimo da zaposleni odjedno imaju veću pregovaračku poziciju i to traži fundamentalnu promjenu kulture na liniji onoga što smo danas već pričali i u sistemu nagrađivanja i u smislu poštovanja onog što Daniel Pink kaže, da se ipak ljudi vodimo pre svega po unutrašnjoj motivaciji, autonomiji, mastery, purpose. Ako se to ne shvati, mislim da firme koje to ne shvate jednostavno neće moći da prežive. Ама дали е мотивацијата доволна денес? Дали на луѓето не треба да ги инспирираме за да постигнат повеќе? Мотивацијата секако дека е клучна, каков тип на мотивација тука треба да одредиме, како ги мотивираме луѓето, како ги задржиме, како да бидат продуктивни, како да ги привлечеме тие луѓе што ни требаат во компанијата. Тоа е клучно од самиот прв момент на привлекување на кадри кои што ќе ги исполнат нашите очекувања, но и ние ќе ги исполниме нивните очекувања, тоа е исто така битно. Тука е многу битно некој персонален пристап, не сите не мотивираат исти работи, платата е основа, тоа е еден хигиенски фактор, но секогаш тука сметам дека треба да се прави преиспитување однос на плата и тоа што го работи вработениот, но треба да се прилагодиме и на другите потреби на вработените. Како тие се чувствуваат на работа, дали се добро разборени на работа, може би некои други бенефици вредат повеќе, едно признание, може вреди повеќе отколку X некои други финансиски бенефити. Флексибилност, од 8 до 4 со 30 минути, да не закасни ту една минута на пауза, може по мене е систем кој што веќе не функционира. Треба да обезбедиме флексибилност, може би работа од дома, да поттикнеме тимска работа, одредени стимулации во одредени периоди. Мислам дека веќе фокусот за вработените и нивното задоволство, нивната продуктивност се теми кои што се актуелни во овој период, но очекувам дека понатаму ќе бидат теми со кои што ќе се занимаваме се повеќе секојдневно. Треба да бидеме флексибилни, навреме ги припознаваме потребите пред да се случи да заменат некои клучни кадри кои што кажам не е невозможно да се заменат, возможно да се заменат, но секогаш за тоа треба некои плюс ресурси и време за да стигнеме до тоа ниво на извршување кој што го имал претходниот вработен. Маја, што конкретно во Кроација се случило за да се промени сето тоа? Во моментов денеска Драгиша спомна дека ако се бориме со парите, ќе изгубиме. Треба да се бориме со условите. Што Кроација прави за да ги подобри условите на вработените? Во текст е доста мерки, особено оваа година направивме доста активности, тоа е еден процес, не застанува. Не можеме да кажеме дека сме направиле се и дека супер, имаме идеални услови, не, тие услови постојано треба да се менуваат. Година возможивме подобри работни услови за вработените, направивме флексибилно работно време, работа од дома, квартални бенефиции и така натаму, признанија за недобрите вработени. Тоа е еден процес кој што понатаму ќе го надградуваме. Нека остане микрофонот каде. Значи, психолозите велат дека однесувањето на луѓето е директно формирање од просторот кој што ги обкружува. А однесувањето на времето е култура, ако збориме за компанија корпорацијска култура. Јас знам дека вие пред едно 30 дена влеговте во едни модерни, квалитетни, убави канцеларии, каде што сега обкружувањето на вработените во Кроација е на, можам слободно речем, светско ниво. Дали во овие 30 дена приметуваш промена во однесувањето на луѓето? Веќе кога зборуваме за условите, нели ова се веќе физички услови, директно се променити за секој вработен во Кроација?
Да, условите се значено промените на подобро. Ние знаеме, кажеме, во фирма не се смени енергијата кога што влеговме во новите простори, така да верувам дека ќе ни донесе позитивни промени. Самата култура во фирма. Петар, какви се условите или како се борите со условите кај вас во компанија? Условите за вработените? Да, за луѓето генерално, па и за менаџерите, не само за вработени, и менаџерите се вработени, нели? Затоа што ако притисокот е над еден менаџер и треба да води и 5 луѓе испод себе, он е одговорен за 5 луѓе и за себе 6. Така да и менаџерите треба да имаат одредени услови. Така е. Всушност, како што и кажав пред малку, луѓето како фактор кој што ќе постигнат или прикажат разликата се најбитниот фактор за нас. И ние на луѓето посветуваме максимално внимание. Сега гледавме на предавањето на Драгиша пирамидата менаџерот горе, вработените доле. И јас мислам дека сега работите во тој дел многу брзо се менуваат. И тоа може, ако се присетиме сите пред 5 години, процентот на невработеност кај нас колку голем беше, а колку е сега. И сега, всушност, не е менаџерот на пиедесталот на врвот, него ли вработените се. Значи, пирамидата се врти обратно. Значи, вработените, мислам, тоа е филозофија која ние ја практикуваме во фирмата. Да пред се му дадеме предност на вработените од најниското ниво се до највисокото ниво, но на обрат начин. Не е сега, како што многу пати рековме, начин на менаџирање, како ја ќе кажам, или чути работи, него треба еден голем сет на мерки да се превземат, да вработените бидат задоволни во својата работа, од една страна, од друга страна да дадат максимална профитабилност на фирмата. Тој сооднос меѓу двете работи не е едноставен и треба многу начин, многу напор за да се постигне. Задоволни вработени, профитабилна фирма. Тоа е идеалниот начин. Али едно е јасно. Не можеме да направиме добар бизнис со незадоволни вработени. Ако има задоволен вработен, тој ќе врати дупло. Тој ќе го пренесе тоа на потрошувачот. Како може да имаме ние незадоволен вработен, а да работи, да биде насмеан, позитивен, да трча на секаде, да услужи, да биде мотивиран? Не може. Сега, доаѓаме до прашањето како вработениот ќе биде задоволен. Значи, што мерки треба да се превземат за да вработениот биде задоволен и даде максимален ефект при работата? Кои се мерките? Као прво, мора да има финансиски надомест за работата што работи. Кажавме предходно, 3000 евра може да му е на почеток доволно. Али за вработени, ние за жал ги немаме тие плати од 3000 евра, ги знаеме просечните плати во Македонија, али за да вработениот биде задоволен и да се осеќа сигурен, треба да има една нормална просечна плата која што му дозволува да има еден нормален живот, као основа зборам, и да може да ја прехранува својата фамилија. Тоа е основната работа. Друго, треба да има една работна средина каде што ќе се осеќа добро. Значи, не можеш ти да земаш добра плата или слично да имаш лоша средина, автоматски тоа е демотивирачки и едноставно тоа не функционира на долги стази. Значи, мора да има солидна плата, треба да има добра работна средина кај што ќе се осеќа ценет, почитуван, да биде поддржуван и да му се овозможат бенефиции за резултатите на својот труд, да биде препознаен, да биде охрабруван. Значи, оној принцип на казни и награди веќе заминува во минатото. Значи, вработените мораат да бидат поддржани за да дадат најдобро од себе. И други сплет, да кажеме, активности, како можност за напредок, да има едукативен и образовен, континуиран начин на работа, да има и добар лидершип од страна на хиерархиски поставените менаџери. Зашто ако нема лидершип од страна, што кај нас во Македонија доста имаме мањак на лидершип, али тоа може да збориме и понатака, работениот го губи мотивот. И да има добра комуникација на сите нивоа. Така да можеме да збориме многу пошироко. Ќе зборуваме затоа што Повли.
Јас би отишол малце подлабоко од сето ова, да ги имаме сите пари на светов, ќе направиме најубави канцелари, ќе направиме најубави магазини, најубави производствени хали. И што ако луѓето кои што треба таму да работат, не се правите луѓе. Значи, без разлика колку е голема фирмата. Прашањето е дали ние како компании имаме people management, people plan за луѓето. Што е тоа што ние структурно се бавиме, за да тие луѓе кои ќе ги донесеме во тие простори, на вистина се чувствуваат добро. Се спомна Венцо културата. Јас ќе кажам, американците имат една изрека, културата ја јаде стратегијата за доручек. Значи, каква сакате имајте вие стратегија? Имајте ги најдобрите консултанти кои што ќе ви ја постават. Ако немате култура, значи немате исполнување на стратегијата, точка. Значи нема исполнување. Таа култура од кого зависи? Таа култура зависи од нас, од менаџерите, од бизнисмените, тие што ја ствараат секојдневно на работа, покрај тие услови какви се за вработените. People management план. Како работиме на селекција на кадрите? Како тие кадри ги онбордуваме? Дали знаеме дека над 80% од работените доколку се онбордувани како што треба, веќе следниот месец почнуваат да остваруваат резултати? Или над 90% од работените имаат чувство дека треба да останат во компанијата и да се лојални повеќе од 3 години? Како ние после даваме перспектива на тие вработени? Дали имаме план за нивните развојни години кои што доаѓаат? Која перспектива им ја даваме? Дали имаме стипендии можеби? Дали имаме детектирано лоу перформери ние во компанијата? Дали имаме таленти? Како се однесуваме кон едните, како се однесуваме кон другите? Значи, процентот во сите компании во светот е дека 20% од вработените ја влечат компанијата напред. 20% секогаш имаме што ја усидруваат надоле. Имаме 60% кои што пливаат, ни се таму, ни се ваму. Наша задача како менаџери е што повеќе од тој пул на 60% донесеме кон овие што се напред. Или ако не реагираме за овие што се 20% доле, многу лесно тие пливачите ќе си се надополнат со тоа. Кога ние сето тоа ќе го имаме во структура, без разлика на големината на фирмата, повторно ќе кажам, ние тогаш сите тие работи, и бенефици, и услови, и така натака ќе бидат супер. Тоа е една работа. Втора работа, какви се нашите вредности, како ги бираме луѓето. Значи, луѓето треба да се препознаваат со вредностите на компанијата. Ние во НЕЛТ, кога поминува процесот на селекција, препознаваме дали вредностите на луѓето кои што ги имаат соодветствуваат со вредностите кои што ги има компанијата. Што значи тоа? Тоа значи дека платата која што ќе му биде дадена е фактор, да. Но ако он нема постојан драйв дека околината и вредностите кои што ги живее компанијата е нешто што е средина во која што тој сака да биде и да се развива, ние секогаш имаме краткорочни фактори на мотивација кај вработените. Тоа е све на краток рок. Се, убаво што спомни овие процентиве. Овие процентиве се однесуваат на со галуповото истражување кое што се прави више, мислам, 20 години, околу ангажманот, енгејџментот на англиски е изразот. Сега не знам дали ангажман е вистинскиот превод на македонски, али не можам да најдам подобар. Значи, тоа е еден светски проблем каде што ангажираноста на вработените го детектираат најголемите светски компании, најголемите светски економии. И процентите од 20% дека ја водат компанијата, тие истражувања дека кажуваат дека се помали, дека се испод 15%. А процентите на тие што се во средниот дел, кои што се ни дваму ни таму, а сигурно не се ангажирани, се некаде околу 55%, 25 до 30% се високо, многу високо неангажирани луѓе, дури они ги појаснуваат тие луѓе како трујачи на атмосферата во компанијата, кои што ќе многу побрзо ги затрујат овие 55%, него овие 15% дека ќе ги подигнат горе. Ја го гледав тоа последен пат истражување пред некои 5-6 години и во Македонија се прави. Тие високо неангажирани кадри во Македонија се 33%. Колку и да изгледа дека сме во светскиот просек, измеѓу 25 до 33 е еден голем гап. Дали тој светски проблем вие како бизнисмени го чувствувате во вашите компании? Прво да го нешто испровоцирам колега мој. Има ли еден тука што ќе потврди, бизнисмен, дека банка му дала пари без да ги исполни критериумите на колатерал? Аплауз дајте. Значи, прво да прекратиме со флоскули.
Тој е деловен однос, а флоскула е дека банката помагат на компаниите. Не помагнала никого. Сите тие дале за тоа обезбедување дебело, гадите им ги сигнали. А тоа што они си се професионалци, што си создаваат 60 милиони профит, тоа е нивно, не им го чепкам. Така. Сега одиме на втората флоскула, што ја зборуваме сите. Втората флоскула е, ќе слушнеш, ќе речат, човекот е важен. Така, што би биле овие зидови без човекот? Ништо. Во животот сум раководител од 1975 година, никогаш не сум бил работник. Ама сум ги почитувал исклучително работниците. И ова што ќе го кажам, рачунајте го дека е најкомпетентно. Од дете до денес. Работникот, ево, напишав, знаев дека ќе дојде ова прашање на тоа. Што пишува? Се движи на две нози и е незахвално. Достоевски. Без вреѓање. Значи, во животот видов многу луѓе, раководев цел живот. Можам да кажам генерално дека најдобрите мои работници, соработници биле најлошите дисциплински поставени работници во фирмата. Тие што се бунеле нормално. И мислам дека најмногу ми помогнале. Генерално гледано, имаме состојба во која што Македонија и останатите земји на Балканот не разрешија 3 прашања. И по мои проценки немат ни да ги разрешат по наредните 30. Однос на капиталот и трудот. Работникот мисли и ден денеска дека е малку платен за својата работа, а газдата мисли као го викаш дека премногу му дава и има проблем тука со тоа. Кој не го сваќа. И тоа не може да се разреши. За тоа треба едно поинаква свест. Второто прашање е односот меѓу ангажираното и неангажираното население, активното и неактивното население. Не може ваков процент на грбачата да носи толку работници, да носат толку неработници. 47% е социјална компонента во буџетот. Луѓе, тоа да е дома, на домаќин ли личи тој? Значи, ќе ја донеси примањава и ќе ги подели так, не му останува ништо. Шо е тој? Тој не е домаќин. Исто како држава. Шо е лош стопанственик. Третото прашање е, ќе престаниве ли ние при промената на власта со тие ревидирање на договорите, на набавките и така натаму. Правната сигурност мора да биде загарантирана за тие луѓе да бидат и тие работници свесни. Што треба да се направи? Сите ќе прашате. Прво да прашам дали знае некој колку нашата држава има институции. Не, јас ќе ви кажам, 1322. 1322 институции има Македонија во моментов на државни јасли. За да се намалат тие и да се видат таму неработниците, треба некој да оди секој ден и да рационализира во наредниве 30 години. Затоа што таму има 99,9% неработници. Јас сум видел прекрасни луѓе во администрацијата. Одлични луѓе и стручњаци, кои што ја влечат и знаат да ја носат работата. Ама во морето неработници, они се уништени. Исто е и кај нас. Господине Азевски, управо тоа е прашањето, тоа е еден светски проблем, не е само македонски. Така е. Имаме многу луѓе кои што не се ангажирани во работниот процес. Така е. Зошто е тоа на светско ниво тој проблем? Ние имаме проблем со некакви базични постулати на модерното човечко општество. Не е ова само во Македонија. Ние денеска во бизнисот не се содруваме со дека издржуваме многу неработници. Ние содруваме да најдеме работници. Така е. Ги немаме работници. А каде се тие работници? Се отидоа. Каде? Не знам. Во Австрија. Австриците Каде знаеш каде сака? Се отидоа. Ама не се Австриците отидоа во Норвешка. Ама а тоа е миграција. А зошто отишле таму? За пари.
Ја не се согласувам дека поради пари се отишле. Парите моментално, платите во Македонија растат, луѓето не се враќаат. Отишле поради поубаво општество, поради убави улици, убаво обкружување. Кој општество добро? Па германското, австриското, норвешкото, мојата колешка данското. отиде во Германија и ми се јави сега и ми кажува дека девојчето ја учи без ниеден германец во школа. Тоа е сега више нивни проблем. А нивни проблем, не Да, заеднички. ама кога ќе излезат на улица е Заеднички чиста, проблем е. асфалтирана. Заеднички проблеми. Зошто е заеднички проблем? Ево затоа што исклучувањето на централите за екологија во Германија не доведе и ние да плаќаме струја 10 пати повисоко. А не е поради тоа. Не е поради тоа. Не е поради тоа. Тоа е затоа што не си го користиме сонцето, нели? Македонија е земја на сонцето, а не го користиме сонцето. Немој така. Или го дадовме на приватни компании да го користат тоа сонце и уште ги плаќаме за тоа да они го користат сонцето. Целото сонце што е македонско, цела да ја поплочиме една десетина од атомската централа не ќе произведе. Верувајме. И мисли дека Ама решението верувајте, во... не мислам, знам. Мисли дека е решението во атомска централа? Не. Решението е да ние сватиме дека сме дел од механизм, али тој механизам ќе си функционира. Ќе постои миграцијата, ќе постои целењето, ќе постои трчањето за поголемиот профит, за поголемата плата. Ама Све тоа светскиот- ни е нормално. Ние треба да изградиме институции кои што ова држава ќе функционира и без мене, и без него, и без трети, и без петти. И тогаш луѓето и ќе се задоволни и ќе веруваат. Луѓе, ние сме на првиот корак уште. Дај да се вратиме, ево сега ќе го кажам то клучното. Во сите овие 37-8 години сум покушал со сите методи да ги стимулирам работниците. И успеавте ли? Не. Зошто? Ево ќе ти кажам зошто. Затоа што менаџерот што ќе го донесиш после 6 месеци сака да стане газда. А работникот кога го викаш после 6 месеци што си го донесол, што те молел, затоа што немал на пазарот на трудот никаква проđа, тој ќе сака да биде менаџер. Тоа е искуство. Ма каде е проблемот? Во мене Зошто не е доаѓаат сигурно. такви луѓе? Во мене не е сигурно. Во образованието е. Да сте Ако ни некој здрави. сака да ти уништи државата, ти го уништува образованието и нас ни го уништија. Аплауз. И успеа. Онаму од каде што треба да почнеме да се вратиме образованието. Гилберт треба да зборува само за образование. Ама клучното Сите прашање да кој е зборуваме некој? за образование. Социјални случаи ни ги учат децата. Катастрофа. Луѓе кои што немаат дигнитет, кои што не се почитуваат. Тоа е почетокот. Многу луѓе ме прашуваат, кај е почетокот, господин Азески, да излеземе од кризата? Образованието. Ама кој е тој некој што го уништи образованието? Како? Кој е тој некој што го уништи образованието? Викате некој го уништил. Кој е тој некој? Мораме да го детектираме тој некој. Политичките елити кои што владеат од 1992 година. Сега доаѓаме до тоа што пред малку Јас го зборевме. имам напишано во декларација. Зошто Словенија има квалитетни политички елити, а Македонија нема квалитетни? Ќе ти кажам, ќе ти одговорам. Во Иако раководството, словенците не во се согласуваат со раководството, он ќе потврдува само. Во раководството на младинската организација која што ја презеде власта во Словенија преку либерална партија, 92 и победија на избори, имаше еден наш другар, се викаше и беше председател на таа партија, се викаше Јожев Сколч. Кога он победи на изборите, јас го прашувам: Јоже, ти ќе бидеш премиер? Нема да бидам премиер. А кој ќе биде премиер? Ќе биде Јанез Дарновшек, затоа што е он државник и он знае да биде премиер. А ти што ќе бидеш? Јас ќе бидам министер за култура. Јас бевам, не заебај се, кај нас министер за култура за подкосурување. Тамо на местата што ќе ги редат, на крај ќе се договарат. Не! Што може Словенија да испорача на, ви го цитирам разговорот, што може да испорача Словенија на Европската унија кон која се стреми, освен култура? Ќе произведе Мерцедес? Ќе произведе атомска централа? Не, тоа може. Мојата задача као најмоќен човек е да обезбедам 5000 марки за националниот уметник и 5% од буџетот на Словенија да се одвојува за културата. Македонец до ден денес уште нема после 31 година дојдено да размислува за ова што го зборувам. А дека е вака, нека каже, еве го, тука е. Господин Гргановиќ,
Ајде, слободно. Допунам ова за образованието, се слагам 100% со господинот Тазовски, али да допунам, ние исто креираме добри кадри. Не можеме да кажеме дека не креираме. Не е мнозинството, али е мањината, како се. Кога викаш ние, на кого мислиш? Државата. Значи, не Образовниот можеме да систем. кажеме, да. Зашто има, не знам колку знаете, државата креира добар кадар, али што правиме тој кадар да го задржиме во државата, тоа е едно, и друго, државата исто произведува добри кадри што финансира млади луѓе да се школуваат во странство и не ги враќа и ги задржува. Ама, Петар, многу ја уопштуваме работата. Твоите кадри во твојата компанија не може да ги задржи државата. Државата има ги нарен поем. Државата си ти, јас, Маја, сите ние сме државата. Кога го спомнавме образованието, Па да, ама и образованието се сите... Најдобрите кадри не остануваат во земјата, него ја гледаат својата иднина надвор. Зборам за помладите. Па зборам и за сениори, можда и... Ама зошто е тоа така? Кај е нешто- причината? Кај е зајакот? Господинот Азевски кажа, како што ние збориме, државата треба да функционира како фирма. Значи, и е на некој начин фирма. Значи, премиерот, председателот треба да се грижат као директори на фирма. Да се грижат од последниот граѓанин до првиот граѓанин. Да постаат министри кои ќе бидат менаџери, кои што ќе ги водат фирмите. Ама на господинот полоски. Азиски рече дека ние сме ги бирале тие. Па ние сме криви, секој пат сме ние и криви. Ние гласаме за нив. Па значи доаѓа од личниот нас печаток, затоа што тоа што го почнав на почеток, ангажманот на вработените е светски проблем. Значи имаме еден светски механизам во кој што ние сме едно делче. Согласувам се господин Азиски дека не можеме ние да се издвоиме од тој механизам, сами да го решиме проблемот. Ама можеме да го подобриме тој мал механизам кај нас. Да бидеме колку толку поквалитетни однос на болниот светски механизам. Колку год банките да не ни го дозволуваат тоа. Јас можам да кажам само за мојата фирма, сега вака ќе Така, за твојата фирма, да. Затоа викам, ајде да разговараме за она што сме ние одговорни. Јас ќе пробам да го најдам зајакот. Зајакот сме сите ние, народот, кој што вие 31 година си ја биравме политиката како што се сложувавме, бевме слепи глуви на образованието кое што се случуваше, ги деградиравме професорите зашто се правевме поголеми од нив и сега си ја сркаме чорбата која што сами ја дробевме и мислевме дека нема да не допре. Тоа сме ние, добро што се будиме, иако сме свесни да почнеме да се менуваме, верувам во тоа, од нас зависи. Не планирам било какви политички пораки од тука да праќам, али тоа ни е минатото, а иднината зависи од нас. Дали ние за овие работи ќе почнеме да размислуваме за да ги менуваме, или натака ќе си бидеме тоа што сме. И тука и образование, и култура, се сложувам со господинот Тазевски. Прашањето е каква култура имаме ние, дали е некој свесен за тоа 30 години, еден джез клуб немаме да отидеме пијачка да се напиеме, се караат во филхармонија дали джазерите и филхармонистите кои треба да пее и така натаму и така натаму. И така натаму, значи зајакот сме ние, само да прераснеме да бидеме нешто многу повеќе од тоа. Да, ама ние сме дојдени, прашање за сите, ние сме дојдени, денеска сме тука каде што сме. И сега можеме да се вадиме дека пред 30 години некои политичари направиле некаков крив пат одбране. Да. Ама сега за да го решиме проблемот со ангажираноста на луѓето во бизнисот, ние дефинитивно мораме да направиме некаква промена. Каква е таа промена што треба да ја направиме? Ајде да пробам ја на неки начин. Гледате, ја мислим све се заправо дешава у троуглу измеѓу интереса, етичких стандарда и знања. Ако погледате на тај начин. Интерес е јасно. Знамо, често се прича о томе. Етички стандарди исто се често помињу и мислим некако е очита тема. Знање е у том троуглу mnogo veći faktor, to je prvo, i jako podcenjeni faktor, nekako pretpostavljeni faktor. A sve je u dinamici tog trougla, nijedan od tih uglova ne može da odradi. Mi zapravo i u leadershipu jako često koristimo jednostavno disfunkcionalne mentalne modele.
Ajde, evo jedan eksperiment. Ajde, ustanite svi koji ste iz NLB banke ovdje. Ajde. Ima i Mija, tamo gde je? Ok. Jesam ja iznad kolega i koleginica ili sam ispod ili sam... Gde sam? Jesam ja iznad njih ili nisam? U kom smislu? Fizički, ovdje, u jedinom realnom svetu. Sam ja iznad koleginica i kolega. Verovatno. Jesu oni ispod mene? Ja ne znam koliko se visoki, ali ne ste povisoki. Sve dok se koristi recimo taj mentalni model, iznad, ispod, hijerarhijski, to ne može se reši, verujte mi. Ама ključното прашање е зошто сме во тој модел? Pa zato što McKinsey i... Ако ги прашате овие луѓе тука, они не сакаат да бидат во тој модел. А гледам дека и вие не сакате да бидете во тој модел. Само да поентирам, pa možemo da idemo dalje. Ali koristimo disfunkcionalan mentalni model. Sve dok koristimo mentalni model koji sam ja iznad, a koleginice i kolege su ispod, to ne može se rešiti. U ovoj tački znanja. Jednostavno, takav model ne može da proizvede rješenja koje rešava i postojeću situaciju. Jednostavno nije sposoban. Mentalni model, paradigma je apsolutno pogrešna. I ima niz tih paradigmi koji nam onemogućavaju da uradimo ono što deklarativno želimo da uradimo. Jednostavno, taj mentalni model nema taj potencijal. Nema potencijal da reši ono o čemu pričamo. Jednostavno nema. Sve dok ja mislim da sam iznad njih, sve dok oni osjećaju da su ispod mene, to ne se reši. Ali тој ментален модел произлегува од образовниот систем. Ама тој образовен систем е на светско ниво како проблем. Exactly my point. И сакате да кажете дека ние не можеме да излеземе од тој ментален... Mi moramo, nemaš izbor. А како? Океј, довербата е основа на секој бизнис. Сега, истражувањата покажуваат дека до сега е најголем јазот помеѓу менеджментот и вработените. Ајде да видиме зашто е сега тоа па така. Има ли јаз во вашите компании меѓу вработените и менеджментот? Според господин Грагановиќ, ја како сватив, тој јаз се труди да го... Дури имавме експеримент кај што покажа дека го нема. Problem je zato što su oni dole, a mi smo gore. I sve dok se misli na taj način, taj problem ne može se rešiti. I to je zaista neverovatno, zato što kad čitate zaista šta piše McKinsey, šta piše Harvard Business Review, to je još uvek globalno gore i dole. To je još uvek globalno taj mentalni problem, što ukazuje na to kako je to veliki problem i kako uopšte nije lako rešiv, kako je, mislim, sad ga već primećujemo, ali to što ga znamo ne znači da znamo i da ga rešimo. Baš je težak, jer nemam ja sad recept pa sad da kažem, ali znam da to ne funkcioniše. Ама било кој глобален проблем, за да се реши, мора да се почне да се работи локално. Не можете глобалниот проблем да го решите на глобално ниво горе. Морате локално да почнете да работите. Мораме јас, вие да почнеме нешто да правиме. Сашко? Да, фала. Бранко спомна McKinsey. Што прави Нелт, ако одговорот на прашањето дали има јас, ќе биде неубаво да кажам дека нема, но прашањето каков е тој јас помеѓу менеджментот и вработените. Што прави Нелт? Значи, Нелт е, мислам дека единствена компанија, нека ми исправи некој ако грешам, на Балканов и нови простори што прави истражување на секој 2 години преку McKinsey, каде што го испитува организационото здравје на своите вработени по сите сектори, по сите категории и добива еден магнетна резонанса скен, што е тоа што точно треба компанијата да превземе за да голем дел од работи се подобрат, организацијското здравје биде многу подобро и ние како менеджмент, секој на своите пазари, правиме работилници преку кои што произлегуваат иницијативи, препознаваме кои се работите кои што треба да ги унапредиме и во наредни 2 години точно се занимаваме фокусирано со 1, 2, 3 иницијативи кои што треба да го подобрат организацијското здравје. Какви се резултатите? Годинава беше трето истражување, значи пред 6 години се започнати. На ниво на група, организацијското здравје е подобрено за 3% поени и сме во горниот квартил по методологија на McKinsey. Македонија направи најголем исчекор на ниво на цела група со 10% поени версус истражувањето од пред 2 години.
И не се фалиме за тоа многу, туку сме свесни дека треба да препознаеме кои се новите работи кои што треба да не однесат во првите 10% од компаниите во светот, кои што ќе го достигнат квартилот на 10% компании. Тоа е начинот на ние кои што се трудиме и методологијата за да тој гап помеѓу топ менеджментот и вработените го намалуваме и биде организацијското здравје што подобро. Довербата, клучен збор, да се стекне не е лесно и треба многу време и тоа е долгоречен процес кој мора континуирано да се негува меѓу менеджментот, вработените на сите нивоа, хоризонтално, вертикално, без разлик. Значи да се стекне довербата на вработените, всушност на некој начин им пружаме шанса на вработените да го покажат тоа што го може, тоа што го знаат. За да се стекне тоа, би требало да процесите кои ги имплементираме во самиот систем, пред се да бидат транспарентни, да се информацијата проследи до сите, да сите се запознаени со процесите во кои работат, зашто работат и што се они инволвирани во тоа. Ако не се деси тоа, автоматски се почнуваат со разни шпекулации, оговарања и слични процеси кои само ја нарушуваат довербата меѓу самите колеги и меѓу менеджментот и самите вработени. Друго, комуникација. Значи, треба да постигнеме такво ниво на комуникација од било кој ранг и аспект, кој што ќе биде на дневно, на неделно, на било какво ниво, кој што ќе едноставно даде допринос да сите бидат информирани за тоа што треба да бидат информирани. Заради тоа што ние знаеме дека најдобрите менаџери се и најдобри комуникатори. И не треба да го запоставиме тоа. Друго, не треба да се прави селективност во начинот на раководење. Кога се прави селективност, се губи довербата. Кога вработените за иста случка, еден вработен се толкува на еден начин, другиот работник се толкува на друг начин, автоматски се губи довербата. И едноставно се нарушуваат процесите. Као, например, ако еден работник нон-стоп касни и се толерира тоа, зашто можда има одредена симпатија спрема тој вработен или слабост, едноставно, фактички тоа ја губиме довербата кај тие што се добрите работници. А најлесно е да се изгуби добар работник кога се толерираат лошите работници. И автоматски станува организацијата нездрава. Така да, многу аспекти кои што секојдневно треба да се негуваат во начинот на работење, ја стекнуваат довербата. Тешко се стекнува, многу лесно се губи, али треба менаџерите да обрнат многу внимание на оваквите и слични аспекти. Господин Азевски, кога сме веќе кај довербата, колку македонските компании имаат доверба во Стопанската комора? Јас све рачунам во бројки. На доброволна основа плаќаат 2 милиони евра. На доброволна основа секоја година и плаќаат на Стопанската комора 2 милиони евра редовна чланарина и плюс 2 милиони преку проектни активности. Тоа е сериозна работа. Ја ќе се повикам денес на Драгиша. Драгиша збореше баш околу тие мерења, дека мерењата не се доволни, дека бројките не ја покажуваат реалната состојба во бизнисот. Компаниите плаќаат, ама Што добиваат? Што добиваат? За тоа. Да. Ево ќе кажам. Затоа ја прашувам. Значи, од нас добиваат машини. ЦНЦ машини. Минатата година Стопанската комора поклони 4 ЦНЦ машини, вредни по 500.000 евра. Можат да се видат. Едукација врхунска. Информација врхунска. Заеднички настап на трети пазари, заеднички настап на саем. Со 6 земји. Од едната година секој шеф на држава од Балкан, од Западен Балкан, кој ќе оди во економска посета на друга земја, ќе носи делегација и од нашата земја. И нашиот шеф на држава. Работиме на тоа да направиме ова година институт за извоз. Извозот е она што алфа и омега на наше постојање. Работиме да направиме берза на трудот. Работиме да направиме во текот на иднава година научна конференција за напредни технологии. Формиравме совет за напредни технологии. Имаме план во наредниот период да се свртиме исклучиво према ними, према членките. Дали се тие захвални, како овие поединачно работниците? Можам да ви кажам, како ќе дојдат проблемите со владата, окрупнувањето и
и одењето према комората е троструко подобрено. Значи се собираат како тука да го бараат изгледот што е. Иначе што е комора? Комора е нешто што повеќе личи на мафија него на организација. Мафија има во позитивна смисла, не е тоа. Значи, да. Кога они не можат директно со владата, онда тогаш доаѓаат во комора. Јас ги чекам нормално, пошто сум искусен, и ќе ги пречекам тука, и сега не можат дале, ама тогаш треба ти да си способен денски да се кара со владата, а навечер да играш на маса орос. И тоа е многу тешко, да знаете. Искуствата мои покажуваат дека е многу тешко. Јас мислам дека ние треба, и ќе си го прифатиме западниот принцип, во кој што ќе си бидиме со членките, а владата ќе оставиме да си ја сноси одговорноста на себе и преку гласањето ќе им покажеме кои се и како се. Клучното прашање што сум должен да го кажам, а се изјасна сите околу довербата. Јас како ја сваќам? Јас ги почитувам западните принципи за лидерство. Како јас раководам? Значи тоа значи имаш ти лидер кој што гледа подобро од другите, преку две планини. Што подразбираме по тој лидершип на Запад? Разбираме некој да ја каже и да ја предпостави ситуацијата која ќе биде подобра за сите, а мнозинството не ја подразбира, али ја доживува после 10 години. И тоа е апсолутна потврда на тоа дека мора напред да се има човек во кого што ќе веруваш. Ќе има обострана доверба дека тој што го мисли е подобро од тоа. Тој човек е овој тука. И вие сега не можете да го искористите, ве гледам, заради тоа што он е, како да ви кажам, гениалец и он треба да се толкува. Да има човек кој што ќе ги толкува неговите мисли. Јас често седам со него и он ми вика, имате еден проблем азески. Шо му велам? Се вика појава на 4 трепкачи. И шо е тоа 4 трепкачи? Па цел центар Велит ви е полн со коли, уклучени трепкачи, 2 сати си оди си игра во касиното, си внатре, пазар и така. Натаму и никој не реагира. Тоа е знак за растурена држава. А тоа е сите да кажеме дека е така. Така. Значи, преку пример ќе му го покажиш тоа. Лидерството подразбира да јас не верувам во него, али верувам во неговото дело и одам го следам и на крајот сум уверен и демантиран во сите мои скепси и му верувам од тој ден на човекот дека може да ме поведе напред. Јас кога ќе го направам тоа, вие прашавте денеска колку е довербата, не ме прашавте кога дојдов што најдов во комората. Знаеш што најдов? Сега ќе ми кажете. 1.200.000 прилив месечен, а платниот фонд беше 3.600.000. И почнуваш да градиш, и кога ќе мислиш дека можеш си изградил некој, го пушта, сега отвараш друга дејност, оди во тој правец и така натаму. Не сум приврзаник на тимската работа. Тимската работа некако ми одзема, ми носи состојба во која што некој ќе ми се провлече, да биде награден што не треба, да прикажи повеќе, некој помалце. Повеќе верувам во задачата што ќе ја дадам на обичен човек, со обични зборови, со обичен предизвик и со обични информации. Мислам дека тоа на што ни треба и кон што треба да се средиме, затоа што ние сме мала економија и нашите фирми се мали. Сум сретнал многу лидери големи во светот и во животот. Овде ги сретнав сите светски лидери во хотелот додека бев, заради тоа знаете кризата и така натаму. Ќе ви кажам една работа. Нивната заедничка карактеристика е скромност. Он никој пат нема да рече јас сум лидерот. Он никој пат нема да оди посебно да јади во посебна сала. Он никој пат не носи, како го викаш, ексклузивно нешто на него. Он никој пат не предизвикува со понижување да гледа на некого. Тоа се нормални луѓе. Сите лидери што ги видов се нормални луѓе. И во Македонија има поштени и честни луѓе, тука да се разбереме, не треба да ги делим. Дали го слушнал некој Нелт? Тоа е европски регионален бренд. Дали го слушнал Веро? Дали ја слушнал Кроација осигурање? Дали НЛБ? Сите слушнале. Како слушнале?
Што плаќаме реклами? Не, што сме се уверили како потрошувачи, како консументи, како луѓе, дека тоа е вистинското. Денеска ве гледам цело време споменувате тука Драгиша кажа. Значи, вие му верувате, Драгиша е лидер. И зашто сега тоа не го кажеме и јасно да го истакнеме? Од завидлак што викат нашите. Не, да ги кажеме тие позитивни примери, да ги повторуваме овие настани како денеска, да соработуваат луѓето, да се види дека има интеракција меѓу нас, ако не за џабе ни е све. Ајде, веќе потрошивме доста време, али да разобличиме целата вистина околу менеджментот и околу бизнисот пред вработените до крај. Секоја компанија на својот веб-сайт има поставено мисија. Ја мислам дека нема компанија на светот што не напишала некаква мисија, една реченица. Мисија. Да. Значи, ја пред 2 години се обидов максимално да ги натерам луѓето кај мене да ја живеат таа мисија. Ми требаше повеќе од година дена да научат реченицата. Што беше реченицата? Нашата? Да. Креираме простори во кои што луѓето ги постигнуваат своите најдобри резултати. Да, со тоа се бави мојот кор бизнис. Значи, тоа е наша мисија. Али една таа реченица имавме проблем едно година дена да научиме, додека сега да имплементираме до крај е процес. Колку мисијата на вашата компанија е влезена во луѓето? Маја, можеме ли да тргнеме со Кроација? Согласам, сите дефинираме и посветуваме многу внимание на дефинирање визија, мисија, го комуницираме, но јас не би рекла дека сите денес да ги прашаме во фирма дека знаат да ги кажат. Тоа ги се согласиме. Иако секогаш посветуваме доволно внимание во момент на работно ведување, тоа се да кажам неколку дена кои што постојано се повторуваат некои активности, да се битни и треба да ги имаме дефинирано, луѓето треба да ги знаат, треба не само да ги знаат, технички да ги знаат, туку и да се стремиме кон остварување на визијата и мисијата, но уште мислам дека е позначено и денес што Драгиша зборуваше за дефинирање на целосно сфрха на работење. Тоа е нешто што мислам дека може да го примениме во нашето секојдневно работење, односно да се водиме при секоја комуникација и носење на одлуки зошто сме ние тука, што правиме ние во фирмата. Тоа е уште позначено. Имаме едноставно прашање зошто, но одговорот не е баш едноставен, не е тежок. Односно, дефинирање на таа сфрха во цел во компанијава еден процес, ние го почнавме во Кроација и е многу интересен процес, кај што досознаваме многу информации. Не е само ќе напишеме реченица, но таа треба да баш да држи сите да веруваме во таа реченица. Ние ќе тргнавме во еден процес дефинирање, секој да најде зошто, прво јас лично сум во компанијава, прво треба да се дадем одговор зошто сме ние во компанијава толку време. Јас сум 15 години во Кроација, зошто сум тука? Можеби можам да работиме на друго место. Имаме други колеги кои што години се во компанијата, зошто работат тука? Така да веќе сме во тој процес на креирање на лична цел зошто сме во компанијава, а понатаму паралелно го водиме и тој процес на дефинирање компанијска цел. Зошто клиентите да изберат точно Кроација? Господин Азевски спомна, не е преку реклами, туку тоа е довербата која што ние даде клиентите, веруваат во брендот, веруваат во компанијата. Верувам дека еден бизнес ќе биде толку успешен кога ќе креираме додадена вредност за нашите клиенти. Така, тоа е цел со која што ќе живееме секојдневно, ќе комуницираме секојдневно и ќе ни помогне во самата комуникација. Као менаџери носиме секојдневно одлуки. И секогаш се прашуваме што е исправната одлука. Некогаш можеби, барање на вработен, барање на клиент, некогаш може да не понесе емоција во носење на одлуки, па да, може треба да удоволиме така натаму. Мислам дека е многу појасно и полесно сите нас ќе не биде доколку се водиме од целта. Како придонесуваме со таа одлука да оствариме целта, да биде среќен клиентот, да биде среќен вработениот. И на тој начин си зголемува вредноста во компанијата и сметам дека носиме поиздржани одлуки, поправедни одлуки во насока на остварување на целите. Другите имате одговор на ова?
без визија и мисија нема резултати. Значи, лидерот е тој што треба да ја пренесе на вработените да ја пренесе јасно, да ја разбере, зашто многу пати има лидерот визија и мисија, али вработените не го разбираат и негде се заглавени измеѓу. Али лидерот мора да го има тоа. Мора јасно да го пренесе, а вработените и да најде начин да вработените го пратат. Ако не го објасни тоа јасно, едноставно они нема да го разберат, не можат да го пратат. Али за да се остварат резултати, они мора да го пратат. А секој вработен е посебна единка во тимот. Значи, секој вработен има различни афинитети и начин на размислување и раководење. И сега ние се доведуваме се у ситуација, се сменија времињата која сите го следеа лидерот, како ќе каже лидерот, сите идат на тој начин без да ги персонализира менеджментот. Ние сега се доведуваме до ситуација да го персонализираме начинот и пристапот на нашите вработени, за да они можат да дадат резултати. Зашто еден вработен дава резултати на еден начин, со емпатија, со љубов, со едно со друго, друг вработен дава малку на друг начин, војнички систем, дисциплина и слично. И сега ние треба да направиме еден склоп на различни наши, а тоа е успешноста на менеджерот, особини да ги имплементираме спрема секој вработен да се пристапи за да сите тие дадат резултати. На крај, пак мора сите да ја следат таа визија. Како што кажа и ти и Маја, ние имаме нашата визија или слоган или како може да така да се нарече на англиски play like a champion every day and starving for excellence. Значи се што работиме, дали тој што собира колички што се вика на паркингот или тој што работи горе во високиот менеджмент мора да работи секој ден за подобро на фирмата и секој ден подобро од претходниот ден и да се тежнееме кон совршенство, кон напред. Тоа ќе гура фирмата и ќе ги гура вработените напред. Тоа е целта. Да. Јас кога дојдов тука во Александар Палас, немаше Македонија слушнато што е хотел со 5 звезди, а не кадар да има. И донесов една швајцарска агенција да ги обучава и одам да видам тамо и ова им зборува швајцарецот како треба да изгледа еден конобар. Да бил представителен, да зборувал 3 јазици, да одел са бајлето во кујна да види шо има па за да мој да продај, да бил аниматор, да бил вака така. Јас мислам, ние пресадилна држава немаме тако. Шо кажуваме ние? Значи, прво треба да видиме реални. Па то дали, па та реалност дали содействува со платата, па со условите во кои што живееме. Имав овде една мисија на ОПСИ. 97 беа проблемите во Албанија, 99. И ми сугерира од менеджментот на хотелот дека се долго време и дека плаќаат многу и дека е добро да остварам со нив. Да им направам на чест. И седнав со нив и ми кажаа тие дека се представници на ОПСЕ од Виена кои што го спроведуваат пописот во Албанија, затоа што Албанија тогаш не беше во состојба сама да го изведе пописот. И случајно ги прашав и го сметам за големо искуство и докаде сте 90% е завршено. Како ќе бидат резултати? Испод 1 милион. Испод 1 милион. Албанија имаше пред тоа 4 милиони. Значи тие луѓе отидоа затоа што државата беше во тешка криза. Ама сега Албанија со економскиот заокрет што го направи, сега повторно има 4,3 милиони. Значи луѓето се мобилни, луѓето знаат да го ценат. Никој не може подобро да се снајде него во собствената држава. Дали ние ќе му ја пружиме таа шанса? Имаше еден последен голем лидер на Европа, се викаше Франсуа Митеран, кој беше упорен човек и 4 пати на избори одеше и победи 4-тиот пат. И му рече на советниците: немој да ми закажувате разговор со шеф на држава, чија држава нема 50 години. Тоа е изгубено време. Ти добиваш 50 години за да се пробаш дали можеш да бидеш држава. Јас тоа го формулирам и сум го напишал на ваков начин. Ние можеме да бидеме и да обстанеме и 100 години, и 200,
од латиноамерички тип, со контролирање на 60 километри околу главниот град на територијата. Ама ние сме во центарот на Европа и ние не можеме така да функционираме. Или ќе се прилагодиме, или ќе направиме, или ќе исчезниме. Тоа е нашиот избор. Или ќе направиме таков систем на образование, или ќе направиме таков систем на култура, или ќе направиме таков систем на бизнис, обкружување во државата, или ќе не нема. Друго нема да постои. Тоа е мојот став. Mislim da ono što mora da se razume jeste da je ponašanje zaposlenih je odraz, je naše ogledalo. Znači, zaposleni se ponašaju u reakciji na to kako mi funkcionišemo i kako funkcioniše korporativna kultura. Znači, ako zaposleni ne poštuju misiju, to znači da znaju da je misija obećanje i da ta misija očito jeste u raskoraku s onim što oni dnevno osjećaju kroz svoje iskustvo. Ako je misija visokoleteća izjava, u praksi se sve svodi na profit gazde, ne možemo da očekujemo da će zaposleni da se sete misiju ili da je shvataju ozbiljno. Mislim, obećanje ipak jeste ludom radovanje. I mislim, nisu zaposleni ludi i nemojte zaboraviti, i mi smo zaposleni u nekim drugim odnosima i mi pratimo potpuno istu logiku i mi tretiramo neispunjene obećanja kao obećanja koje su ludom radovanje. И сега, као последна тема за затварање, она што е најактуелно може во целата светска економија, одржлив раст, sustainability. Колку македонските компании можат у пост-ковидовското време да пронајдат ресурси, капацитет и фокус да се посветат на таа тема без која што очигледно бројките денеска што ги видовме исто покажуваат ни нема иднин. Мислам дека повеќето компании што се тука, а и ако ги анализираме бројките на последните 2-3 години билансите на најуспешните компании, трошоците директните на процесите, на суровините, на вработените се пораснати повеќе од 40-50, па и можеби плюс проценти. Тоа не е проблем, но проблем е прашањето клучно дали продуктивноста на нашите вработени се зголеми за толку. Сигурно процентот на зголемување на продуктивноста на нашите вработени, не можам да кажам сигурно, еве предпоставка, ќе бидеме стрекни ако е високо едноцифрен. Сега, ако ќе направите кој е тој одржлив раст или пропаст, е 50% на директно зголемени трошоци во однос на незголемена продуктивност. Кон што не носи тоа? Не носи да се грижиме за нашите вработени, за да не ни ги украдат и за тоа им ги зголемуваме бенефициите, без разлика колку се продуктивни и какви се тие. Нека има некој нека работи тука, колку е продуктивен да не ми го земат. И ние правиме една конкурентност помеѓу нас, помеѓу компаниите, не грижејќи се колку тие се продуктивни, колку тие испорачуваат. И ако така продолжиме да се однесуваме, имаме или банка да се обратиме за кредит, за да може да продолжиме така да се однесуваме, или да си намалуваме од компаниите од профитабилноста која што треба да ни креира раст долгорочен за да растеме како компанија. Значи, клучното е дека ние треба да се грижиме за продуктивноста на процесите, на вработените, па и на менаџерите во нашите компании. Сега, не е многу мудро ако не се каже можеби кои се опциите како тоа да го направиме. Истражувајќи, дојдов до Салватор Сали, тој е борд мембар на Boston Consulting Group, каде што има убава теза која се базира на истражувања и вели дека на светско истражување 5% од времето на нашите вработени се вложува во време за додадена вредност во компаниите. Само 5% на светско ниво, замислете. Тоа не значи дека нашите вработени не работат. Значи тие си работат, покрај паузата и сето друго, си имаат можеби 6 сата си работат, али од тие 6 сата они потребуваат само 5% од нивното време на светско ниво за додадена вредност во компанијата. И прашањето е, што може да се случи во една компанија ако ние се погрижиме како продуктивноста на нашите вработени ја дуплираме? Сега, повторно доаѓа како до тоа? Толку многу имаме репетитивни процеси, кои што
и ден денеска ги работиме и ние и во компанијата и на светско ниво, кои што треба да ги препознаеме и да ги промениме согласно с технологиите, дигитализациите и сите веќе модерни називи кои што ги користиме. Али битно е да ги знаеме како тие да ги промениме и ние да помогнеме како менаџери или како собственици, а не да очекуваме дека вработениот има свесност дека треба да бидам попродуктивен. Не, ние треба да креираме амбиент, да креираме алати, да креираме ноу-хау како нашите вработени да бидат попродуктивни. Со чест на господјата од Кофи Ангел, дека тоа што е направено за зголемување на продуктивност на вработените. Тоа е начинот кој што треба да го направиме. И уште една работа е дека, еве еден пример, пред недела дена ми дојде на биро за потреба од промена на картици, бизнис картици за онлайн купување, за зголемување на лимит. За 10 картици ми стигна пута 2 листа, пута 2 копии, 40 листа за подпис, заради тоа што банката тоа го барала. Значи, што е тоа? Некој требало тоа да го направи, да го испечати, да го донесе до кај нас или да го прати, јас да го потпишам, во архива да ми го архивираат, некој да го врати во банката, банката да го архивира и да го стави во некој регистратор, за да се зголеми лимитот од 500 евра на 1000 евра. Колку имаме такви работи кои што ние секојдневно ги работиме. Наша задача е како менаџери да ги препознаеме кои се тие работи, да ја поттикнеме преку култура организацијата да почне да размислува на таков начин и да ги менуваме, а ги има, веруете, со лопата да ги ринеме тие процеси кои што може да направат попродуктивна организацијата, али трга од нас, трга од менаџерите, трга од собствениците. Ке се стуга Сашко кажа дека трошоците се зголемени, тоа е факт, сите ги чувствуваме притисокот на зголемување на трошоци по целокупното работење. Сите имаме желба да бидат среќни вработените, да бидат задоволни, фокусот е и на вработените, но од друга страна треба да ги земеме во предвид и сите, да кажам, јас три клучни чинители во водење на еден бизнес, вработените се клучни, без вработените џабе имаме простори, машини и така натаму. Од друга страна имаме акционер или собственик, било каква форма, и клиентите да не ги заборавиме. Тоа е еден триаголник кој што треба да го задоволиме. Наша задача како менаџери сметам дека треба да постигнеме задоволство на сите три страни. А повериоци? Да, али кога збориме за одржлив раст, не мислиме само на економскиот одржлив раст, него разговараме и за одржлив раст на економијата во склоп на бизнис на планетава на која што постоиме. Затоа што ако ние константно ги црпиме ресурсите, само ги црпиме до кога? Дали НЛБ и Кроација имаат такви воведени системи, бидејќи ја пред 20 години работев во огромна светска компанија, америчка компанија. 2006 поставија за себе за цел да до 2012 целокупната електрична енергија што ја трошат да биде од обновливи извори. И направи до 2012 сами себе си поставија цел инвестираа во ветерници, во соларни централи, во не знам што, и 2012 целата енергија на светско ниво, а постоја во преку 150 земји, целата енергија што ја трошат, ја мерат и прават централи кои што производат толку енергија. Дали македонските компании, регионалните компании размислуваат на тој начин? Да. Мислим, ми смо баш у процесу тих израчуна, први круг, други круг, треći круг, баш е компликовано. Ali, mislim, to ne znači da smo mi već stigli. Ne? Treba se suočiti sa tim da je tu često ima puno tog takozvanog greenwashinga i nekih obećanja koje na kraju zaista jesu ludom radovanje. Mislim, to je putovanje, to je jako dugo putovanje i ono što treba, ja mislim, razumeti je da nemamo izbora. Mislim, nije pitanje da li možemo ili ne možemo, zato što nemamo izbora. Da li želimo? Moramo da možemo da bi preživeli. A sakame li? Želimo li? Nemamo izbora. Ako ne sakame, onda piši kući propalo i okej, ali mislim, ne možemo da ne sakame. Razumete? Kako god to čudno zvučalo, ne možemo da ne želimo. Znači, idniната зависи само од нас. Nije tako jednostavno, aj sad da ne posebno u ovim našim ekonomijama, nažalost, to ipak nije tako jednostavno. Па не е така едноставно, али господин Грагановиќ, ако се разбудиме сабали, ако тргнеме со позитивен начин да размислуваме, ако тргнеме од себе дека можеме нешто да направиме, ако не нашата генерација, некоја следна генерација веројатно ќе се разбуди со пубов утре. Тоа е дуго путување у другој класи.
Со 30%, со 30%. Strpljenje, svaki dan treba Јас ustati. отидов со воз до Битола да видам како работат нашите железници со цел управен одбор. Беше и ти? Нов воз. Го прашувам зашо нема седиште. Вели го гледам на ретровизорот, машиновозачов си го отштрафува. И го прашуваме зашо пред куќата кој ќе се излезел, сонцето са бајле кој ќе грел, кафе да се. Значи да се чудиш, има еден куп такви примери. Мислам дека прашањето за одржливоста е прашање кое што стварно ќе не удри во глава сите. Јас зборам од аспект на фирмите сега. Она што можеме да ги заштитиме во овој момент е нашето барање до Европската Унија додека влеземе, бар да не сме оптеретени со трошоци. Значи, и работиме на тоа и мислам дека ќе постигнеме успех, затоа што за прв пат на 13 во средата Советот на Европската Унија донесе одлука во која што Коморскиот инвестиционен форум, тоа е наша организација бизнис на просторите на 6 земји на Западен Балкан, е ставена во трите институции што ќе припремаат за 24 година и 25 година програмата за економски развој, така да ќе можеме да влијаеме на тие процеси. Мислам дека тие прашања морат да бидат балансирани многу пажливо во ситуација кога секој ќе мисли дека екологијата треба да има пониско скалило во одлучувањето него индустријата, меѓутоа мислам дека треба да тука се оди паралелно и мислам дека тоа као свест и кај компаниите и кај државата е издигнато, затоа што секој сака така да биде. Многу има, морам да кажам, шпекулации за фирмите и за све за обновливите извори на енергија, меѓутоа многу, морам да кажам, и се направи минатата година, што значи дека свеста за таа одржливост, за да речем нова состојба која што треба да настане, е на високо ниво изградена и допринесе сето тоа. И сум среќен што владееме и имаме младиве генерации, нарочито ево се определуваат и према додатни едукации за зелена енергија, за зелена околина и така натаму, за програми кои што ќе бидат пласирани преку Европската Унија и така натаму. Тука мислам дека ево една прва прилика да се покажеме, да бидеме како тоа е добро. Така да ценам дека тоа прашање е наметнато во општеството, исто како што прашањето за извозот, јас не можам да речам сега, тоа е дефинитивно кај 90% јасно од луѓето дека извозот е алфа и омега на нашиот опстанок, него сега се прашањето што она ти ни го поставуваш цело време. Како да го направиме тоа? Конкретно како би изгледало и така натаму, значи да се префрлиме од втора класа во прва класа во возот, а дека ќе е тоа вечно патување, ќе е сигурно. Ви благодарам. Možda ipak da na malo pozitivnoj strani završimo, pošto zaista ima i tekako razloga i za pozitivne poglede. Branko i ja smo prošli kroz fazu u kojoj je bilo nezamislivo da ministar odbrane bude civil. Znači, generali su morali da budu, i bilo je nezamislivo, da ne pričamo o civilnom služenju vojnog roka i to. I nekako smo i kao društvo i kao države uspeli s tim da se izborimo. Pa ako smo uspeli da se izborimo sa onima koji imaju fizičko oružje, znači imamo neki kapacitet da se izborimo sa ovim što imamo sada. Nema teže kod izboriti se sa onim delom društva koji ima neposredni dostup do fizičkog oružja. Ima niz država u svetu koje malo pa se vrate u fazu, i ako smo se izborili sa tim, sigurno imamo snagu da se izborimo sa ovim o čemu pričamo, da je lako, nije lako, da postoje očiti odgovori, da neće postoji očiti odgovori, da ćemo da pravimo greške, jeste, pravit ćemo greške, da ćemo morati ne znam koliko godina da se vodimo u drugoj klasi, vodit ćemo se u drugoj klasi, ali nema što se preskoči, tek tako u prvu klasu. Ne može, sve se može ako se hoće. To jednostavno nije tačno. Ništa se ne može ako se neće. Nije tačno.
Sve može ako se počne da se misli, moramo da prihvatimo neka pravila etičkog ponašanja, moramo individualni interes da gurnemo u drugu stranu, da je lako, nije lako, ali izborili smo se sa generalima, vraćamo, valjda ćemo se izborimo sa ovim. Ok, веќе 2 сати разговараме, покренавме многу теми. Јас се надевам дека Билберг Груп наскоро ќе ни возвучи уште една вака прилика, ќе донесе ново знаење во Македонија, ќе го дели несебично тоа знаење со компаниите во Македонија. Мене лично беше голема чест да бидам во ваше друштво и благодарам за таа можност. Така, исто и мене да се заблагодарам. Задоволството беше големо. Ви благодариме. Продолжуваме. Така.